Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во емисијата за Универзитетот отворено. Денеска наш гостин, ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски, а повод е предстојното одбележување на денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, 25 април. На почеток, ректоре, ве поздравувам и ви благодарам што одвоивте време, на ваков начин со радио емисија да го започнеме одбележувањето на денот на основањето на УКЛО. Благодарам на поканата, секогаш задоволство е да се обратам преку нашето УКЛО радио. Годинава одбележуваме 46 години од формалното основање на УКЛО како втор државен универзитет во земјава. Ако правиме еден пресек во времето од 1979 до ова 2025 година, што се направило, што се постигнало, ќе треба многу да кажуваме, затоа што 46 години се долг период за се да се сублимира во кратко време. Но, што би издвоиле како значени моменти за овие 46 години УКЛО? После минатогодишната прослава, 45 години од основањето и 100 години од почетоците, оваа година веќе ги средуваме впечатоците, како и после секој јубилеј, се навраќаме и се сеќаваме дека УКЛО е стожерот на развојот на југозападниот регион. Впрочем, во 70-тите години на минатиот век во цела тогашна социјалистичка федеративна република Југославија, во републиките се децентрализирале универзитетите. До тогаш имало по еден универзитет во главните градови на републиките и во 70-тите порано или подоцна масовно се отвораат универзитети како што се во Крагуевац, во Ниш, Риека и така натаму. И тоа зборува дека првата мисија на отворањето биле регионалниот развој. И она што ме прашавте што е тоа најбитно за овие 46 години е регионалниот развој. Дека УКЛО е стожерот на југозападниот регион на Македонија, онај кој ги задржува и првен ги едуцира, потоа ги задржува младите високообразовани кадри и дава кадар на општествено-политичките организации и на стопанството. Без лажна скромност можам да кажам дека повеќето стопански или нестопански субјекти, приватни или државни, се раководат или се раководале од кадар на УКЛО. По една таква констелација не може никој да оспори дека УКЛО е стожерот на овој регион. А се другото е само начин како да се оствари таа мисија. Имало повеќе битни моменти во овие 46 години од самото основање со тие 8 основачки организации, отворањето на нови факултети, придонесот кон независна Македонија, преименувањето од универзитет во Битола во Универзитет Свети Климент Охридски, мисијата, преземањето на мисијата на Охридскиот книжевна школа или така наречениот Свети Климентов универзитет, отворањето на доста многу факултети во овој милениум, по 2000-та година, и ќе завршиме со Колорс алијансата, каде што УКЛО ги надминува националните граници и станува дел од Европска универзитетска алијанса.
46 години УКЛО е еден од водечките универзитети во земјава, посветен на своите студенти, на младите, на иднината на земјава, но како што кажавте и самиот, нели, УКЛО оди чекор понапред од останатите. Со членството во Европската универзитетска алијанса, Колорс на младите им даваме можности плюс. Да, значи од веќе една година и 3 месеци сме дел од универзитетската Европска универзитетска алијанса, позната под акронимот Колорс, здружени заедно со уште 8 универзитети од земји членки на Европската унија, како прв македонски универзитет од оваа 25-та година. Има уште 2 универзитети кои се придружија на тоа семејство на универзитети здружени во алијанси. И тука ние му даваме една нова можност, нови видици на нашите студенти. Традиционално се вика дека младите заминуваат по потрага по подобро образование и по подобар живот во западните земји. Ние на овој начин, преку оваа алијанса, им нудиме, наместо да заминуваат, да останат тука, во овој регион, на овој универзитет, и во текот на студирањето ќе можат да одат на размени, да полагаат испити на еден од партнерите, па дури можеби и да добијат двојни дипломи, ако им се необходни, и на тој начин да ги видат и предностите, но и маните на студирањето и живеењето во странство. Бидејќи Македонија, мислам дека континуирано се развива последните 10 години, и онаа невработеност која беше рак рана, веќе не е некој случај во државата, и тука има клима да се води бизнис, и за вработување, и за основање свој бизнис. И на овој начин младите најдобро можат да оценат дали ќе им биде подобро некаде на друго место или тука. И ова е клучен момент, бидејќи кога имате вие 18 или 19 години, се уште се поведувате по некоја стихија, по мислењето на другите, и може многу лесно да сгрешите. Па потоа да треба да се враќате, да почнувате од почеток. На овој начин ние му ги отвораме вратите. Значи, со студирањето на УКЛО, исто како да студираат во Хрватска, во Полска, во Германија, во Франција, во Шведска, во Шпанија, во Италија и Литванија. Од тие земји има по еден универзитет, можат слободно да избираат предмети, можат да патуваат. Тука ни е Еразмус програмата, која дури и недоволно ја користат студентите, ние ни остануваат пари. Значи имаме повеќе пари да им покриеме мобилност, отколку што самите се заинтересирани, така да можат да студираат на УКЛО, да видат како е да се студира на другите универзитети, и потоа да одлучат кај ја гледаат својата иднина, ама мислам дека и во Македонија веќе може да се живее добро. Во ова академска 2024-2025 година, како му доаѓа, бројот на студенти на УКЛО беше зголемен, мислам, запишувањето, и вие во сите наврати, секогаш кога се обраќате, кажувате дека бројот на студенти на УКЛО е зголемен, веројатно и поради нашето членство во Алијансата Колорс, затоа што младите веќе препознаваат она сето што сега претходно го кажувате. Па мислам дека е и примарно тоа, бидејќи ние не отворивме нови факултети. Некои студиски програми беа иновирани, но немаме масовно отворање на нови студиски програми, дури се оптимизирани спрема бројот на вработени, така да главна новина беше Колорс. И во ситуација кога паѓа бројот на студенти во Македонија, кога паѓа бројот и на матуранти, ние успеавме да го зголемиме и на прв и на втор циклус, што значи тие се причините. Некои што планирале да одат во странство, одлучиле да останат тука,
или може би да студираат на некој друг универзитет во Македонија, одлучиле да останат тука, да ги користат бенефитите на фактички студирањето во Алијансата, бидејќи нашиот координатор, водечки партнер на Алијансата, тоа е универзитетот од Падерборн, јас повеќе пати го имам повторено. Тие се релативно голем универзитет за македонски услови, имаат околу 20.000 студенти, но за германски услови се мал универзитет, значи 20.000 или колку луѓе нашиот, но за германски услови тие се мал универзитет и тие на нивниот вебсайт имаат напишано: со запишувањето на универзитетот од Падерборн, вие не сте еден од 20.000 студенти на Падерборн, вие сте еден од 120.000 студенти на Colors Алијансата. Ние тоа го промовиравме дека со запишувањето на УКЛО вие не сте еден од околу 5.000 студенти на УКЛО, туку сте еден од тие 120.000. Во секој случај од УКЛО излегува кадар кој што е препознаен во земјава, но сега со Colors и подалеку во светот. Апсолутно, апсолутно. Јас секогаш опонирам на тој нихилистички начин на размислување, дека ништо што е локално не чини, дека ништо во Македонија не чини. Да, критиките, бидејќи фалењето успорува. Критиката е она што го тера напред поединец или општество. Значи, најлошо е ако само се фали, него критиката е она што го води напред. Ама нихилизмот е уште по-опасно, дека ништо не чини и се јава една депресија, една летаргија. И тука јас апсолутно стално опонирам, имаме многу слабости. Свесни сме. Сакаме секој да ни укажи на тие слабости. Меѓутоа, дека функционира овој регион, со кадар на УКЛО функционира. Дека многу наши студенти заминале во странство, дали во текот на студирањето, како дипломирани, на постдипломски или на докторски студии, направиле кариери, основале свој живот во Западна Европа, во прекуокеанските земји. Имаме од овој крај доста иселеници традиционално во прекуокеанските земји и тие таму работат на струката. Со диплома од УКЛО не може никој да го оспори дека имаме и меѓународна вредност. Пак ќе речам, свесни сме дека имаме многу недостатоци. Сакаме да ни се кажат, али се бориме против нихилистичкиот начин на размислување дека во Македонија ништо не чини, дека се е нешто труло. Напротив, со самото членство, како што рековте, нашата диплома, нашите студенти имаат можност да бидат препознаени и во Европа. По повод денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, подготвена и богата програма, но за тоа по музичката пауза, почитувани слушатели, останете понатаму заедно со нас на 90,8 да слушнете повеќе и да дознаете повеќе.
Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Почитувани, ве подсетувам дека денеска наш гостин во програмата е ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски, а поводот за гостување е одбележувањето на денот на основањето на Укло 25 април. Ректоре, ако гледаме хронолошки, настаните за одбележувањето на денот на основањето на Укло започнуваат уште на 23 април со одржувањето на традиционалниот натпревар во ораторство Укло Тривиум. Секако како не земеме во предвид дека практично со ова радио интервју ја најавуваме прославата на Укло. Да. Значи, согласно статутот на Укло, ние одбележуваме два датуми. Примерна прослава, чествувањето на нашиот патрон Свети Климент Охридски се случува на 8 декември, односно во пресред на 8 декември, и вториот ден кој го одбележуваме на понеформален начин. Чествувањето на Свети Климент е традиционална свечена седница на Сенатот и ректорската управа. По повод 25 април одржуваме веќе трета година поред отворен ден. Значи, тука, бидејќи на овој, сакавме малку да дајме и символика. На овој датум, 25 април, се отворил универзитет. Ние сакаме секоја година преку отворен ден да се отвораме према заедницата. И затоа чествувањето на денот на основањето не е класичен академски настан, туку е отворен ден со нашите Укло пријатели. А пријатели ни се сите од ова обкружување, и оваа година имаме уште побогата програма, која ќе биде повеќе дневна. Започнуваме со надпреварот во ораторство, како што рековте, на 23 април. На 24 веќе ни доаѓа оваа година и преседателката и директорката на Колорс Алијансата. Минатата година на ректорскиот форум на земјите од Југоисточна Европа и Западен Балкан, бидејќи имаше промена на преседателот на Колорс Алијансата заради завршување на мандатот, беше еднаш преседателот на Колорс, тоа е професорот Торстен Мајер, а оваа година идат и новата преседателка, која од 1 април го заменува Торстен, тоа е Хаике Траутман, професорката Хаике Траутман од Падербург, и директорката на Колорс Алијансата, доктор Анете Клинкерт. Тие двете, заедно со уште некои службеници од Алијансата, ќе присуствуваат трите дена, почнувајќи од 24, каде што имаме еден невообичаен настан. Историски час за македонското научно друштво.
предвесникот на овој универзитет, бидејќи МНД под името тогаш Битолско научно друштво било основано на истиот ден во оваа иста зграда каде што е ректоратот. Потоа ја имаме традиционалното доделување на дипломи на нашите докторанти. Мислам дека имаме 7 во овој рок за промовирање во доктори на науки. Продолжуваме она што реков отворен ден, ќе имаме подвижна колаборативна просторија на широк сокак, каде што ќе имаме интеракција со граѓаните. Потоа продолжуваме во нашиот студентски информативен центар, каде што во тој колаборативен простор со учество на гостите од Германија ќе има повеќе работилници со невладини организации, бизниси и така натаму. Главното случување веќе традиционално се служува во офицерскиот дом. Ќе започнеме со една трибина. Тој на 25-ти. На 25-ти на денот започнуваме со трибина. Најавени се повеќе гости, меѓу кои и градоначалникот, гостинките од Германија, од средните училишта. Годинава ставивме акцент на средните училишта, бидејќи го промовираме и нашето мото корени и крилја. Останете дома на своите корени, а добите европски крилја. После таја форум ќе имаме едно дружење по World Cafe методот и на платото пред офицерски имаме хепенинг, доделување, признанија на еден многу интересен конкурс баш по тоа мото, творби од средношколците на тема корени и крилја. Ќе има музински хепенинг, а завршуваме на 26 април, каде што на почетокот ќе имаме промоција на една иницијатива за одржлив урбан транспорт и ќе продолжиме со една прошетка, марш, пешачење или со велосипеди до манастирот Свети Атанас во локалитетот Смолево, да првен ги покажеме и природните убавини на нашиот регион, а и горе имаме заедничко дружење на професорите, студентите и гостите од Колорс Алијансата. Добро, ректоре, кажавте на 25 април ќе се започне свеченоста со невообичаено, нели, со панел дискусија на која што и вие ќе бидете учесник. Мотото е корени и крилја. Тука ќе биде и градоначалникот и нашите гостинки од Колорс Алијансата, директори од средните училишта, практично да се споделат искуства и да се развијат идеи, можеби, што се институциите можат да направат и што се очекува од нив за да се спрече тој одлив на млади луѓе. Морам да кажам дека оваа соработка која традиционално постои со средните училишта, бидејќи тие ни се нас извор на, да речем, на студенти или со бизнис речник на клиенти, бидејќи сепак студентите се некој вид на клиенти кои доаѓаат, добијат знаење на универзитетот, односно факултетите. Ние тоа го видовме уште од почетокот, се сплотивме со општината, посебно со градоначалникот Коњановски, и правиме многу заеднички настани, бидејќи училиштата, средните, се под општинска надлежност. Мислам, само државното музичко е под надлежност на државата, али ние немаме академија за музика, така да тука повеќе тие ни помагаат со своји ученици на нашите концерти, а сите други се под надлежност на општината. И ние уште од во почетокот, уште од првиот месец 2022 остваривме блиски контакти, првен со градоначалникот, потоа и со директорите на училиштата, се со цел сите активности да ни бидат заеднички, не само со матурантите, во текот на целото учење на учениците во средните училишта. Бидејќи класична кампања, кога ќе дојде некој пред матура, никој пат не слушнал за уклон, никој пат не влегол
многу е доцна. Доцна е да го убедите вие сега, ајде ела запиши се, а тој не знае ни што се прави, ни кои се можностите, ниту каде е. И затоа ние почнавме целогодишни активности, поддржани, ги речам, од општина Битола, од градоначалникот и средните училишта. Да не заборавиме дека ден предходно на 24-ти се одржува и традиционалниот ручек на раководството на УКЛО со директорите на средните училишта, каде што ние дискутираме што минатата година се правело, колку пати ученици дошле во нашите училници, во нашите лаборатории, колку пати наши професори отишле таму со своји предавања. И тука има еден од резултатите е и тоа дека имаме перманентно присуство. Затоа не случајно главниот настан ќе ни биде со градоначалникот и со директори од средните училишта, реков зајакнати со раководството на Колорс алијансата, да со таа трибина дискутираме што е направено и што може да се прави за да тој концепт на корени и крилја заживее и не само да одиме на квантитет, туку и на квалитет, бидејќи ние во тој перманентно опаѓање на бројот на студенти секаде на сите универзитети во Македонија се грижевме за квантитетот. Сега кога имаме една година веќе раст, ако тој продолжи раст и оваа година, или може би нема ни опаѓање, бидејќи за жал секоја генерација има помалку матуранти. Ако ние се задржиме на таа една критична бројка над 1000, а годинава имавме веќе 1100, над 1100 новозапишани, тогаш концептот ќе го дадеме и на поквалитетен. Значи, оние најдобрите што заминуваат претежно во странство, да почнеме да ги убедуваме дека и од тука можат да добијат квалитет. Ќе дозволите врзано за задржувањето или промовирањето на УКЛО меѓу средношколците, сега се Колорс се оди чекор потаму, Колорс Juniors ни се тука, влегуваме и во основните училишта. Уште од најмала возраст да се запознаат со она што значи универзитет и можност нивна нели да продолжат со своето образование токму тука. Да, значи како што рековте, почнуваме и со настани прилагодени за нивната возраст и со основците. Да универзитетот Свети Климент Охридски го знаат уште од најмала возраст од основно образование. Ние, нашите тимови во подготовките, дури имаја сознание дека кај основците не ни знаат што е тоа универзитет, што ги правеа некои анкети, ниту, значи не знаеа ни универзитет што е, а не знаеа камоли дека што е Свети Климент Охридски. И затоа, да не збораме за универзитетски алијанси и така натаму. И затоа почнавме со творби, пишани, прилагодени на нивната возраст, да ги мотивираме да творат на тема универзитет, на тема УКЛО, да доаѓаат на наши настани, за да уште од најмала возраст сватат што е универзитет и сватат што тука во Македонија, во Битола и во другите градови, не само во Битола, каде што имаме факултет единици, што можат да добијат тука. Тоа е многу битно и една новина што му се дава во последниот период, бидејќи видовме дека кога ќе дојдат матуранти, ако не знаат што се нуди во Битола, многу е тешко да се задржат, посебно оние квалитетните кои се, пак ќе речам, мене многу ми смета критиката, многу ме радува, нихилизмот многу ме смета, но на таа возраст кога се бомбардирани од негативни вести, посебно на непроверени на социјалните медиуми, и многу е лесно да добијат негативен впечаток.
Затоа ние тој горлив проблем со негативни вести, со лажни вести, го превентираме со тоа што влегуваме уште од основно образование и потоа во средно да знаат што се работи, што се добива. Скоро нема месец на некој факултет да нема група од средните училишта која не доаѓа на практична настава, на заеднички часови на факултетите, а рековме со основците да творат, па имавме и основци во некои така пред се така напредни технолошки лаборатории кои за нив се интересни и така да тоа ќе продолжи. Во секој случај, еве да ги поканиме нашите слушатели, нашите сограѓани за се она што значи УКЛО, можат слободно да се информираат на 25 април на отворениот ден УКЛО и пријателите на платото пред офицерскиот дом. Ќе имат можност да се запознаат со единиците на УКЛО, но и со нашите гости, пријатели кои што ќе бидат исто така тука присутни. Да, затоа се вика отворен ден, не е академски час. Секој е добре дојден да види што работиме, без разлика дали има 7 или 77 или 107 години, бидејќи суштината на универзитетот е придонес кон заедницата. Универзитетите се појавуваат во моментот кога научните достигнувања се развиваат и има потреба од високо едуциран кадар да може да се вклучи во заедницата, во производството, во општествениот живот. Значи, универзитетот постои само за добробит на заедницата каде што функционира. Затоа ги канам сите да дојдат во или пред офицерскиот дом да се запознаат со она што работиме. И сега сосема за крај, која ќе биде вашата порака до УКЛО кадарот, до УКЛО заедницата, но и до поширокото граѓанство, врзано нели за денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола? Така, бидејќи денот на основањето на универзитетот оваа година скоро се поклопува со христијанскиот празник Великден, значи имаме разлика од 3-4 дена, пораката е великденска. Великден е празник на победата на доброто врз злото. Затоа и пораката е да бидат добри, позитивни, посветени на кадарот на УКЛО, но и на заедницата, на соработка, на правење добрини. Само така можеме да ја оствариме великденската мисија, победа на доброто над злото. Ректоре, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот, а вам, почитувани слушатели, за тоа што бевте заедно и денеска со нас во емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Благодарам и јас на можноста да се обратам.
dečki milice, ali koga se dvajica da ljube me. Тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УПЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Makedonsko devojče, kitka šarena, Vogradina nabrana, dar podarena.
Укло ФМ Битола, април 2025 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk